Продолжуваме понатаму. Следна тема ни е Jazz Factory Festival. Тука е директорот на фестивалот Сашо Поповски, доаѓа со добри вести од Шангај, Кина. Ама те навратив на времето, Сашо, нели? Медитеранскиот шмек на Азијан. Така е, во добрите 90-ти години, кога бевме млади, претпоставувам. Јас бев дете за тебе, не знам колку млади. Па добро, Азијан е една од првите касети кои што во тоа време на касетната продукција на македонска телевизија ги издаваше и сите ги имавме много, така да. По утре во МКС. Добро. Да ги поддржиме, Зијан. Добре ни дојде во наш подиум на МТВ и добре ни дојде од Кина Шангај. Навистина убаво што Jazz Factory Festival стана дел од светската мрежа на арт фестивали, но претходно ќе те прашам зошто е значено воопшто да се биде на таа меѓународна конференција во Шангај, бидејќи не беше само ти од Македонија, го видовме Тони Китановски, видов повеќе луѓе од Македонија кои беа присутни таму. Очигледно е таа значајна конференција за македонски музичари да бидат присутни. Така, најнапред благодарам за поканата, што сум гостин во прекрасното студио, стално велам дека ви одлично студиото. Значи, најнапред во Шангај беше 23-тото издание на China Shanghai International Arts Festival и тој е еден голем, можеби најголемиот фестивал за уметности, креативни уметности во Кина, и ние станавме на четвртата 4 години од успоставувањето на мрежата на Silk Road фестивали, која што се формира во 2017 и на моје огромна среќа и задоволство Jazz Factory фестивалот од Битола е примен како партнер во таа мрежа, и тоа е пред сега многу голема чест, затоа што сме за сега единствен фестивал од Македонија, но и голема обврска затоа што во иднина да работиме на тоа што повеќе фестивали, што повеќе организации од Македонија да бидат представени, и еве ние можам да ви кажам дека сме во подготовка за следната година. Следната година се предвидува оваа конференција да се одржи во Пекинг, да бидеме барем уште еден-два други фестивали од Македонија да бидат представени на таа светска конференција, која што е исклучително многу битна. Битно од кој аспект? Од создавање конекции, учење, искуство за организација? Што добива Битола, што добива Jazz Factory Festival од присуството во Шангај? Освен тоа што го имаме, нели, и овој сертификат за... Така, сертификатот за признанието, да. Добива пред се Македонија, затоа што малку по малку ние го отвораме патот, бидејќи во Кина представниците на нивните фестивали, на нивните здруженија, навистина многу тешко беше да им објасниме каде е Македонија, каде се наоѓа Македонија. За среќа ние се представивме како една мала асоциација на 4 джез фестивали, тоа джез фестивалот во Тирана, големиот нишки джез фестивал и джез фестивалот Петровац, Црна Гора, и така како една мала асоциација бевме представени во Шангај на таа конференција, и мислам дека оставивме многу добар впечаток, затоа што веќе стигна покана за следната година. Тоа што ви кажав на почеток, битно е многу, затоа што тој пазар е премногу голем. Значи, зборуваме за Шангај, 22 милиони жители, постојано кои што живеат, 13 милиони луѓе влегат. Значи, дневно влегува 13 милиони луѓе и стигнува до бројка 35 милиони. Така да може да замислите колкав е тој пазар и колкав е тој простор за како се вели, за соработка и за идна соработка. Многу е битно затоа што во Кина уметноста е бизнес. Нешто што не е кај нас, затоа што кога ги презентираа нивните завршни сметки или не знам, и кога ќе ги слушате инкамот кој што го имат само од влезници, значи тој се мери со билиони јуани, и ви станува јасно дека односот кој што го имат према културата, према уметноста, према артистите е многу поразличен од како кај нас. И јас во вака неврзан разговор со моите колеги, со моите пријатели, кажувам дека Кина, особено Шангај, ние бевме сместени во Бонг 31, се вика тој, делот се во 27 век во моментот. Леле, ме збуни сега, не се заборави во кој век сме ние. Останатиот дел од 21 век. Така да, тоа е една сериозна индустрија која што генерира сериозни суми, така да. Еве, нешто на кое што ние треба да учиме. Од друга страна,
азискиот дел на светот се многу заинтересирани за идни соработки. Ние им сме екзотични, како тие што се екзотични за нас, ние сме за нив. И во иднина, сигурно, во рамките на Джез Фабрика фестивал, јас со сигурност ќе пробам барем еден бенд од Азија или поточно од Кина да донесам и да ја видат како изгледа Македонија, да видат како изгледа Джез фестивалот во Битола, да ја запознаат Битола и мислам дека во иднина ќе имаме многу добри плодни соработки. Одлично. Еве го сертификатот, оде инсертите, публиката не го можеше да го забележи, ова не е благодарница за Александра за незиниот придонес за промоција на македонска музика, ова е сертификатот на Jazz Factory. Ќе направиме Jazz Factory за вас, особено за македонска телевизија, телевизија, радио телевизија, бидејќи сме партнери на овој фестивал со години назад, веќе 8 издание треба да очекуваме следната година. Да, во април имаме 8 издание на фестивалот, подготвивме сериозна програма, но ќе дојдам. Ќе дојдеш повторно за да зборуваме на таа тема, но интересно е тоа што Jazz Factory фестивал веќе некако се потврди во својот континуитет и ја дисперзираше таа джез култура надвор од Скопје, па ете, веќе фати добар континуитет и прераснува во традиција. Да, мислам дека клучно влијание имаше нашето партнерство со Народниот театар во Битола, затоа што без таква институција како Народниот театар во Битола, ние нема да можевме во оваква мера да го направиме толку квалитетен и толку добар фестивалот, така да, наша главна цел беше културната децентрализација за која што јас толку гласно зборувам изминатите години, така да мислам дека веќе се умори зборување и дека треба да има джез фестивали во Битола и во останатите градови во Македонија, затоа што има желни луѓе надвор од столицата, надвор од Скопје, кои што сакаат да посетуваат такви културни настани, така да, ви благодарам за тоа што потврдувате дека сме на добар пат. Што се случува со Сашо Поповски трио? Сашо Поповски најново на 29-ти има концерт во Нови Сад во рамките на српскиот фестивал на српскиот джез, кога ќе настапам квартет. И најново е дека во февруари излегува мојот 7-ми албум, кој што го носи насловот 22 Days или 22 дена и кој што е снимен не во трио, туку во дуо со еден извореден наш електронски музичар Херцел, Александар Бождановски, така да го поздравам и да, може би во февруари повторно гостин. Ќе се дружиме повторно. Колку е мотивирачки и колку си подготвен да може би отидеш на нека следна конференција во светот? Сигурно постојат многу опции да се споиш со луѓето кои се од истата бранша, ама доаѓаат надвор од нашата земја да размениш искуство, колку е тоа се инспиративно и колку е апликативно потоа овде на наша територија. Јас во рамките на конференцијата имав презентација на општина Битола и на фестивалот и можам да ви кажам дека од Шри-Ланка добив од промотериот од Шри-Ланка добив покана да јануари да одам во Шри-Ланка да ги запознам нивните ресурси и да организираме еден джез фестивал кај нив, затоа што многу ми се допадна концептот како ние преку мултимедијални настани и работилници за деца стигнавме до джез фестивал, затоа што кај нив средствата не се проблем, тие можат да го донесат било кој сакат и тоа го прават, значи кога ќе ги погледнете, јас ги запознав директорот на джез фестивал од Хонг Конг, од Сингапур, од каде не. Значи, кај нив не е проблемот било кој артист, било која светска звезда да ја донесат, туку интересни им се нашите концепти, како ние од работилница за деца, за 13 години стававме джез фестивал кој има публика. Сашо, тренирани да работиме со тврдоглавоста, јас ќе ви кажам, тврдоглавоста и наедот. Да, и упозноста и едноставно тоа е. Ние знаеме како и во најтешките услови да создадеме нешто, во тоа е нашата моќ. А кога ќе отидеш во некој така, добро организиран свет и гледаш колку се е лесно, а ти си го постигнал самиот тоа, а тие со бројна организација и многу финансиски средства, треба да бидеш горд. Не само ти и сите луѓе кои создаваат и работат нешто. Сашо, ти благодарам за гостувањето. Многу беше кратко, но сепак ти благодарам за покана. Ќе дојдеш повторно и ќе си помуабетиме за се што е ново и од тебе и од Jazz Factory Festival. Ги видовме и Liquid Carpet на кратко, тоа беше минато годишното издание на тоа беше изданието 2023. Така. Очекуваме наскоро на програмата да ги видиме и Jazz Factory Festival 2024. Тоа го работи колегата Оливер Димитров, а ние во продолжение одиме со Доза култура.